Добар ден, ова е стартот на Телма амбуланта. Тромбозата често стои зад некои од најсериозните здравствени состојби како срцев инфаркт, мозочен удар и белодробна емболија. Кои се скриените ризици? Дали ги препознаваме симптомите навремено и колку помагаат тестовите за D-димерите? Како изгледа процесот на диагноза и што обично вклучува лекувањето? Дали третманот е ист за сите пациенти или пристапот мора да биде индивидуален? Разговараме со професор доктор Маријан Бушевски, кардиолог. Останете на Телма, а вклучете се и во програма со ваши прашања. За тромбозат и крвните садови во денешната Телма амбуланта зборуваме со професор доктор Маријан Бушевски, кардиолог од Универзитетската клиника за кардиологија и кардиохирургија. Професоре, добар ден. Добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден, ви благодарам за поканата. Секој се чувствувам убаво кога сум тука во оваа атмосфера. Баш ми е драго. Професоре, кога ќе дојде до повреда на крвен сад, се формира тромб за да запре крварењето. Па која е разликата помеѓу овој нормален заштитен механизам на организмот и една опасна состојба како што е тромбоза? Нема голема граница помеѓу физиолошкиот процес на зацелување на раната и оној што е патолошкиот процес на тромбоза. Меѓутоа, постојат одредени фактори кои што натегнуваат од страната на патолошкиот процес на тромбоза, а тоа се дали крвта е хиперкоагулабилна, односно дали е концентрирана со одредени фактори кои што претежнуваат на згручување или коагулација на крвта, дали крвта заостанува во крвните садови и дали имаме повреда и во кој степен е таа повреда. Ако тие фактори притежнуваат, кои што историски ги испитувал уште Вирхов многу одавна пред неколку векови, тогаш предоминира оној патолошки процес на тромбоза практично. Дали е потценет ризикот за тромбоза кај младите лица? Што говори вашето искуство? Се поместуваат ли возрастните граници кај оваа болест? Секако дека се поместуваат, затоа што впрочем и начинот на живот е променет. Еве ќе ви кажам едноставен приказ на еден млад човек кој што решил да без некоја припрема да качи голем врв од Преспанското езеро кон Пелистер и тој го качил без посебна припрема, но при тоа заради екстремниот физички напор, практично, кое што е спаѓа во групата на повреда на крвниот сад, заради поголем физички напор, направил тромбоза. Тоа е тој, да речам, несразмерен начин на живот или непроценет ризик кој што не секогаш ние го калкулираме во нашиот секојдневен живот. Претераниот физички напор може да доведе до тромбоза? Претераниот, ако даден човек не е спремен на тоа да го проуши. Секако дека тренирани луѓе можат да го направат тоа, али екстремен напор без да се припреми е исто така причина за настанување на јатрогена тромбоза. Се повеќе луѓе преку ноќ одлучуваат да станат планинари или да почнат со велосипед да искачуваат некоја планина или слично, тоа значи... Тоа е секако за поздравување, Добра. Затоа што здравиот начин на живот значи подобар крвен сад. Но постепено. Но постепено, затоа што процесот на припрема на организмот е долготраен. Во смисол на зголемувањето на функционалниот капацитет на мускулите, подобрување на перформансот на организмот, па ако сакате и намалување на индексот на телесна маса, кој што ќе му даде една подобра хемодинемска припрема на организмот да една препрека што е поголема ја освои како таква. Споминавте дека начинот на живот има голема улога во формирањето на тромбозата. Дали значи дека исхраната би била некој ризик фактор? Еве и отсуството на физичка активност. Исхраната сама по себе во моментот не е дефинирана како фактор на зголемен кардиоваскуларен морбидитет и морталитет, но заедно со дебелината, која што е поврзана како такво,
представува умерен до голем фактор на ризик кардиоваскуларен. Било тоа да е за артериските заболувања, било тоа да е за венските заболувања, односно преципитација на процесот на тромбоза. Ако на ова се додаде и онај седентарен начин на живот, значи без физичка активност, уседеност дома, која што доведува канцелариска работа, која што практично доведува до стаза на крвта, која што е фактор индиректно, практично, за настанување на процесот на тромбоза. А дали генетиката има некаков удел во сето тоа? Има ли луѓе кои што се посклони кон згручување на крвта во однос на некој друг? Секако да. Постојат наследни склоности кон тромбоза и постојат одредени мутации на гени кои што се среќаваат или се провејуваат низ фамилиите и тоа се луѓе кои што се склони кон тромботични процеси. Сами по себе. Меѓутоа, постојат и скриени мутации, кои што во даден момент, мотивирани од некој дури и мал фактор на ризик, можат да причинат тромбоза. Така да процесот на тромбоза не треба никогаш да се гледа еднострано, дека настанал, дали настанал заради ова или заради она, туку да се разгледува повеќе факторски. Односно, да се разгледува како генетика со фенотип, односно околна средина и она што како индивидуа го прави за својот живот и како ги контролира факторите на ризик. Професор, има смисла превентивно генетско тестирање за тромбоза кој одредена група на луѓе? Секако дека не, затоа што тоа влева една, да се изразам, комерцијализација на тие тестови и несигурност во интерпретацијата. Тоа има основа, ако не можеме да најдеме причината, ако настанало такво збиднување кај пациентот или ако некој од фамилијата има таков наследен откриена мутација, па ние сега да ја најдеме и во тесната фамилија, па и да направиме некаква превенција кај другите од фамилијата. Само тогаш да. Инаку нема потреба таков притисок да се изложуваат сите кои што се сомневаат на оваа болест. А што е со хормонската поврзаност, особено кај жените? Дали пиењето на контрацептивни апчиња или пак хормон заместителна терапија во периодот на перименопауза и менопауза може исто така да доведе до тромбоза? Секако дека да. Бидејќи овие терапии се исклучително популарни во моментот и многу се зборува за нив. Тоа се исклучително популарни затоа што имаат свое значение во медицината, меѓутоа хормон заместителната терапија е скоро умерен фактор за умерен е? Да, умерен фактор за ризик во однос на настанувањето на тромбозата и особено таа е потенцирана ако не се дозира како што треба. Значи клучот е во правилното дозирање. Правилното дозирање и правилната индикација. А контрацептивните средства што се земаат во репродуктивната фаза од животот за спречување бременост? Апсолутно се фактори за ризик за отпочнување на тромботичен процес. Што е со дехидратацијата, кога нема да испиеме доволно течност? Па таа е исто така еден од факторите за тромбоза. Ке се надоврзам на планинарот, веројатно е и не носел доволно количина на течност. Таа само ако да се навратиме патофизиолошки, прави, ние го користиме терминот хемоконцентрација. Значи, крвните елементи се концентрирани во крвта и тие немајки каде да се движат, практично агрегираат едни кон други пред се тромбоцитите и тоа е еден од патофизиолошките механизми за настанување на тромбозата. А што е со изворите на топлина? Ако седиме во близина на некој грено тело или одидеме во сауна, на бања, дали тоа може да доведе до некој Тоа може да доведе, проблем? но кај особи кои што се склони за развој на тромботичен процес. Тоа не значи да ги анатемисуваме спа центрите кои што се многу корисни, нели? Таму има јасни ограничувања кој може да влези, кој не може да влези, со стрикно колку време траење на влез
И излез, јас лично сум љубител на спа центрите и не би ги коментирал, меѓутоа нивната прекомерна употреба или злоупотреба точно може да доведе до преципитирање на процес на тромбоза, особено кај луѓе кои што се склони за тоа. Тоа се луѓе со проширени вени, тоа се луѓе кои што имаат претходен тромботичен процес, тоа се луѓе кои што имаат претходно кардиоваскуларно збиднување и таму јасно и гласно вели, ако имате дозвола од лекар, вие можете да ги користите нели оние жешки бањи. Никој не дава ограничување за млака вода. Меѓутоа станува збор за жешки води кои што прават прекомерно ширење на крвните садови, вазодилатација на периферијата, што пак може да направи прераспределба на крвта за останување во нозете, односно недостиг на друго место. И сето тоа е еден од патофизиолошките механизми кој што може да преципитира тромбоза. И затоа ние сме исклучително внимателни кога упатуваме или кога се среќаваме практично со такви пациенти кои што влегуваат и ги користат тие центри. Значи да се почитуваат ограничувањата на времето минато во жешка вода. Млака споменавте не е проблем, така? Да. Не смее да се седи подолго од препорачаното во вода. Вообичаено тоа се 15-20 минути, па со долга пауза се повтараат. Има ли вистина дека пушењето е ризик фактор за појава на тромбоза? Да, пушењето е главен фактор за развој на кога зборуваме за атеротромбоза од аспект на артериска болест. Меѓутоа, кога станува збор за венската болест, исто така е фактор на ризик, меѓутоа со малку помала значајност колку што е за артериската болест, односно за срцето. И сега споменавте венска болест и артериска болест. Сега вака, некој има проширени вени на нозете, така? Тоа се веќе тоа е венски проблем. Секогаш проширените вени се гледаат или има и длабока венска тромбоза? Значи, не може да се гледа. Проширените вени најчесто се одраз на нарушената длабока циркулација. Не станува збор за проширени вени. Во редок случај се изолирани варикозни вени, а при тоа да нема нарушување на длабоката венска циркулација. Значи, поврзани се овие два процеса еден со друг. Долго време, малку да се вратиме на старите концепти, болеста на артериите се толкувала сосема различно како од болеста на вените. Сега, последните децении, се согледува дека факторите на ризик скоро и да се идентични на болестите на вени во однос на болестите на артерии и повторно се враќа оној концепт универзален на тромбоза или ако сакате универзален концепт на циркулација кој што и старите филозофи го толкувале како еден Аристотел, дека тоа е една циркулација без разлика дали крвта се враќа или крвта течи. Тоа е еден процес и болестите се едни еквивалентни со мали разликости меѓу себе. Значи не може да се зборува венската тромбоза е помалку или повеќе опасно од артериската или може? Апсолутно не може да се зборува која е полесна, која е потешка, бидејќи едната и другата може да биде фатална, односно да го наруши понатаму квалитетот на живот. А што е со оние лица кои што имаат атеросклероза, односно стеснување на крвните садови? Дали е тоа пак ризик за појава на тромб и тромбоза? Тоа е појава за ризик за тромб, затоа што на крвен сад кој што е атеросклеротично променет, може да настане тромбоза на самото место. Затоа што таа нерамен крвен сад практично прави агрегација на тромби, создавање на фибрински налепи, како што и ова убава анимација вие сте направиле во вашата телевизија. И тоа е практично таа атеротромбоза на атеросклероза. А дали атеросклерозата е поврзана со венска тромбоза? Да, бидејќи факторите на ризик кои што се за атеросклероза практично се и фактори за ризик за венска тромбоза. Има ли одредени лекови, некоја терапија која што може да доведе до зголемување на згручувањето на крвта и појава на тромбоза? Дали некои лекови доведуваат до лекови или зголемена... суплементи, да.
Освен ова што ние сме го напоменале како веќе во дискусијата, модерната медицина во филтрирањето и фабрикувањето на нови лекови оди да немаат такви состојци кои што би предизвикале такви нус ефекти. Така да модерната фармакотерапија нема прокоагулантни особини. Да проговориме за последиците од тромбозата. Инфарктот, срцевиот инфаркт е еден од нив. Се случува ли ненадејно? Дали тромбозата ќе даде некакви симптоми претходно кои што може да не предупредат дека здравјето не е загрозено? Тромбозата по дефиниција е акутен настан. Таа секогаш акутно настанува. Болката е нагла, драматична, ако станува збор за миокардниот инфаркт, ако станува збор за белодробната тромбемболија или инфарктот на белите дробови, истото е нагло, затоа што тромбозата по дефиниција е процес кој што настанува нагло. Дали на тоа претходеле симптоми? Веројатно претходеле симптоми кои што пациентот ги дефинира како или ги занемарува, или ги знае, но не доволно внимава на нив. Али тоа се симптоми кои што, дали е тоа градна болка, дали е тоа тешко дишење, не се така драматични како симптомите кои што се поврзани со тромбозата, кои што пак ја кажам по дефиниција е акутен настан. Може ли некогаш болката да започне, например, во ногата? Секако. И некој да си мисли дека всушност има истегнат мускул, па заради тоа и да Многу често се не случува поврзува. тоа. Многу често се случува тоа и диагнозата е некогаш промашена. Меѓутоа, за среќа, длабоката венска тромбоза многу ретко се пројавува изолирано, само со болка. Вообичаено е да се пројавува со црвенило и оток и тоа дава аларм дека веројатно се работи за акутен настан кој што се случува во крвните садови. Но може ништо да не претходи, ниту еден симптом? Може да не претходи ништо. Одеднаш да се случи, Да. или срцев удар, или белодробна Да. тромбемболија, или пак мозочен удар. Секако дека да. Дали инфаркт може да се случи на секој орган? Да речеме бубрезите да настрадат од тромб. Инфаркт е патолошки термин кој што означува изумирање на дадено ткиво. Заради недостиг на кислород и тоа ткиво изумира. Така да тој термин се користи практично за сите органи. Инфаркт на срце, инфаркт на бели дробови, инфарктирање на друго ткиво, тоа е универзален термин. Но може да настрада секој орган, да речеме цревата, Секако, црн дроб, секако. тромбот може да заврши во кој било Секако орган од телото. мезентеријална тромбоза, тромбоза на мозокот заради запушување акутно на некој крвен сад. Тоа се воглавно драматични состојби кои што побаруваат акутно згрижување на Итна пациентот. интервенција, ургентна. Како се диагностицира оваа болест? Дали е неопходно да се направат оние популарни тестови со D-димери? Ако гледаме наназад, откривањето на D-димерите како лабораториски тест било револуционерно. За да стигнеме во даден момент кога вредноста на D-димерите е се помала, затоа што нивната сензитивност и не е така голема. Нивната сензитивност, односно моќта да ја докажат диагнозата, е поголема ако е пропратена со дадени симптоми, алатки, кои што ние ги користиме во клиничката проценка. Стигнавме до степен да последните години, особено после ковидот, тестовите на D-димери достигнат една екстремна комерцијализација. Достигнат една недоверливост затоа што се користат различни тестови. Никој не знае кој тест е од која граница има диагностичко значење и се направи еден вистински хаос во медицината, од кој што
некои се веројатно и среќни со тоа. А колку пациентите добиваат со тоа е многу дискутабилно. Значи, тест на дедимери побарува само доктор кој што видел кај пациент дека постои висока веројатност за тромботичен процес. Тест на дедимери не се дава рутински да и ќе го провериме. Затоа што тој може да биде лажно позитивен. И што правиме тогаш? Тоа прави паника. Па се бараат други мехадај да докажуваме, ултразвук, компјутери, кои што во овај наш здравствен лавиринт и не може да се направат одма. Така. И Меѓу другото и непотребни испитувања. тоа се непотребни испитувања, меѓутоа ако се најде таква вредност, паника, таа мора да се докаже дека е лажна или дека нема значење во случајот. А што се може да ја покаже вредноста на Па дедимерите? многу фактори. Може инфекција, може крварење, самата бременост како таква ги покачува. После операција се покачени дедимерите, после екстремен физички напор може да бидат покачени дедимерите. Така да тоа е една посебна, да речам, подобласт во медицината која што се бави. Дел ви напоменав, дури ако се покачени, па побаруваме сериски повторувања, да видиме дали во какво, дали тие паѓа, дали се зголемуваат и така натаму, што има малку уште поголемо значење од првичната вредност. Значи, само доколку доктор кој што се сомнева на тромбоза побара ваков тест, е оправдано да се направи. Токму така. Има ли некои попрецизни тестови кои што може да се применат Има за да многу докажете? прецизни тестови. Има многу прецизни тестови, меѓутоа сега не е ова тема. Значи има, да генерализираме така. Не е тоа тема, има многу прецизни, има и валидни тестови секако. Меѓутоа и најпрецизните тестови, повторно ќе ви кажам, ако се употребат несоодветно, нема значење. Така. Сега, откако ќе се постави диагнозата, што понатаму, професоре? Ако постои висока веројатност за тромбоза, докторот не треба ни да чека практично да се направи лабораторија или да се направи ултразвук. Треба да отпочне емпириска терапија со антикоагулација или терапија за разредување на крвта. Тоа е помала грешка отколку да ги чекаме сите диагностички методи, па дури тогаш да започнеме терапија. Дури и да не бил во право, да следните чекори покажат дека немало тромбоза, тој може да ја прекини терапијата. За еден ден нема ништо да му биде на пациентот, отколку да чекаме 48 часа, кои што може да бидат со смртен исход, може да бидат со неповолен исход од крајниот ефект на терапијата, ако ја започнеме касно после воспоставувањето на диагнозата. Колку време по настанот треба да се даде, да речеме, антикоагулантна терапија? Веднаш. Веднаш? Веднаш. А што ако се чека во одреден период, Тоа веќе ви последиците кажувам, се зголемуваат? Ние ризикуваме да има неповолен исход. Таа состојба. И сега споменавте антикоагулантна терапија, има различни видови, има ацетилсалицилна киселина, познато како аспирин. Дали е тоа добро како превенција да се даде од тромбоза? Таа класификација во антиагрегантна терапија, кога зборуваме дали таа ја превенира тромбоза, би можела да превенира тромбоза, иако ефикасноста како превентивен лек во тромбозата не е толку голем. Но се препорачува, кај луѓе кои што прават некои ексцесивни напори, физички напори, може да се даде превентивно. Кај пациенти кои што имаат, пример, долги летови преку океански, 8-9 сати, би можела да се даде. Значи, ефектот не е најголем, но не е ни минимален. Но ефектот на ацетилсалицилната киселина е голем кога станува збор за артериската тромбоза. И тоа е вклучителна терапија кај пациентите кои што имаат прилежано миокарден инфаркт, имаат стент на коронарните крвни садови. Најчесто кај овие пациенти
Не е доволно само терапијата со ацетилсалицилна киселина, имено водичите говорат дека треба двојна антиагрегација, ацетилсалицилна со клопидогрел или неговите еквиваленти, кои што во дадено време практично се исклучува едниот лек, останува само на еден лек и така натаму. Посебна групација се оние пациенти кои што имаат стент или миокарден инфаркт и имаат тромботичен настан. Претходна тромбоза или имаат неправилна срцева работа, аритмија, која што направила тромбоза или мозочен удар. Они треба да примаат тројна терапија во еден период, а потоа таа терапија се намалува на двојна и останува само као монотерапија на лек кој што ги има практично ефектите и на артериите и на вените. Професор, ќе ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Почитувани од овој момент емисијата е контактна, слободно можете да се јавите на телефонскиот број што е испишан на екранот, да се вклучите во програма, да поставите прашања, но секако и да споделите некое ваше искуство со оваа состојба. Професоре, споменавте единична, двојна, тројна терапија. Сите тие терапии ја разредуваат крвта, така? Сите тие, да. Па носат ли ризики да дојде сега до еден друг проблем? Секако. До искрварување? Секако. Затоа ние како лекари, уопшто во медицината нема универзално правило како ние треба да постапуваме. Секој пациент е правило за себе. Затоа што го мериме кај секој пациент колку е тој ризик за тромбоза и колку е тој ризик за искрвавување. Ако превладува овај ризик за тромбоза, одиме тогаш со тие максимални дози и максимално време траење на терапијата. Ако овај пациент искрварил, тогаш ја прекинуваме терапијата. Затоа што колку што умираат од тромбоза, скоро еквивалентен број умираат и од искрвавување. Така, затоа треба да се внимава. Имаме гледачи, добивме знак и ги вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Сакав да го прашам докторот за пациентка што помина в хемотерапија и зрачење после операција на градата од карцином. Добра. Во однос на Сега тромбоза. дали опасноста поради хемотерапијата беше секогаш назначена дека постои ризик. Меѓутоа, јас никогаш не направив никаков тест, само преку крвната слика се движеше добро крвната слика и продолжував од еден во друг циклус, поминав 8 хемотерапии и 15 зрачења и се трудев, како да речам, преку здрава исхрана и некои суплементи, цинк, магнезиум, селен, витамин С и тоа. И добра крвната слика, меѓутоа јас еве кога го слушам докторов, Така се загриживте да не може би имате некаков ризик од тромбоза, ви благодарам. Ви благодарам за вклучувањето, ви посакувам добро здравје. Професоре, дали... Како што сватив, господјата е во една стабилна состојба. Така, стабилна е. Завршила со сите режими на хемотерапија и веќе нема потреба за антикоагулација од типот на примарна превенција заради сите овие карактеристики. Ако имаме некој подруго сценарио, во кое што болеста може би е проширена или болеста може би е поврзана со повеќе кратни операции, тогаш би било друго сценарио со една продолжена антикоагулација. Значи, појава на тромб некогаш може да биде и прв симптом за некаков карцином во организмот? Да. А хемотерапијата сама по себе создава зголемена опасност за тромбоза? Некои од хемотерапевтиците се дефинирани како лекови кои што носат ризик од тромбоза. Ајде да слушнеме уште еден гледач. Добар ден. Во продолжение на емисијата ќе вклучиме уште еден гледач со негово прашање. Се надам дека успешно ќе се вклучи. Добар ден уште еднаш за него. Добар ден. Повелете, во програма сте. Многу поздрав до вас, до професорот посебно.
Благодарам. Сакам да го прашам професорот. Јас правев доплер, кај ми правеше доплер исто тој професор. Меѓутоа кажа и бев задоволна дека немам ни знаци, ни за тромбоза и на вените и на тироидите ми правеше. После месец дена на контролата, професорот рече да пијам флебавен. Меѓутоа, јас носев хоплер. На хоплерот покажа дека нешто има со срцето. Кардиологот што ме води ми даде руфиксало да го пијам долго вечно као и го пијам секој ден по едно уз јадење. Меѓутоа, од колената и стапалата, нозете ги осеќам тешки, тврди, како да ви објаснам, тртки, многу грчеви, као да нешто ме лази, као нешто, али ужасно тешки, многу тешки. Сакам да го замолам професор, што треба да направам понатак? А доплер правев кај него во февруар. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што понатаму, што би бил следниот чекор? Дали госпоѓо вие го прекинавте диосминот или флебавенот или заедно продолживте да го земате? Дали се уште имаме гледачката на линија? Можно е симптомите да се пројавиле затоа што ако госпоѓата почнала да го зема ривароксабанот, а го прекинала претходниот лек, тој ги заменува во даден момент особините на диосминот или флебавенот, меѓутоа не може целосно да ги отклони симптомите. Така да препорачливо е, без разлика што они имаат слични карактеристики, да госпоѓата ги зема практично и двата лека, бидејќи колку и да се они слични, имаат малку и различен ефект. Професоре, споменавте дека има антиагрегатна и антикоагулантна терапија. Дали и двете терапии може да се пијат долго време, па дури и цел живот? Не се препорачува двете заедно. А не заедно? Не се препорачува да тие се пијат само во даден момент заедно, бидејќи се смета ако се пие и едно и друго во долготрајно доживотно, самиот пациент го ставаме во еден ризик за искрвавување во даден момент. Колку и да е проценет за минимален. Така. Од сегашен момент. Имаме гледачи, ќе ги вклучиме. И воедно ова ќе бидат и последните двајца гледачи, во интерес на времето да можеме да го дообработиме денешниот концепт. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Поздрав до професор и до водителката. Ви благодарам. Ке ја молам професорот да ми одговори. Јас сум на 60 годишна возраст со срцев удар, инфаркт, со стент, шеќераж, тромбоза, бета-таласемија и со изгубен вид. Сега ме интересира, пијам таблети по шема синдром. И стално не ми е нормално, не знам колку е границата, значи некогаш низок, се јавам од велес инаку, некогаш визок, а резултатите кога да е Скопје стално добро ми беше. Штипена што отидел таму ги прегледува, преко емал ги пушта, ги праќа и тромбозата не ми е добра. Второ, ногата лева од колено надоле до глуждот отечена е, жеска и цела линија има на зрнца направено. Тоа не сега, 10-12 години веќе така е ногата. Така. И друго ме интересира, професоре, да ве прашам вас. Доктор кардиолог ми вика да не употребувам сахарин. И алкохол сарна не пием, зашто јас сум на терапија од под 18 чапчина на ден и пиво вика не смееш да пие, зашто имаш ичкемична болест на срцето. Па ќе молам за одговор на тие прашања. Фала ви многу. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Да. Повелете, професоре. Добро, не добив информација зошто го земате синтромот. Ако е само заради проширените вени, можда и не е потребно да се пие до толку долго. Тоа е едната страна. Втората страна, штом добивате такви различни вредности на лабораториски анализи за ефектот на синтромот, практично значи дека вие сте, иако го пиете, сте без контрола на таа антикоагулантна терапија. Единствена можност
или е поголема доза на синтромот, или тој да се замени со нов орален антикоагулант, кој што се уште за сега не се под закрилата на фондот, меѓутоа очекуваме да годинава бидат ставени на позитивна листа од фондот. Тоа е едната страна. Втората страна, во однос на додатокот сахарин, најдени се некои несакани ефекти кои што ги има истиот врз човечкиот организам. Тоа не е повеќе поврзано дали пациентот има срцева болест или не, меѓутоа новите некои резултати говорат дека треба да се избегнува како засладувач, како таков. Така. Мислам дека ги одговоривме сите. Што беше последното за? Мислам дека одговоривме. Тоа е се. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Јас сакав и седнаш што јавив по втор пат. Сакав да го прашам докторот дали превентивно треба да правам контрола против тромбоза откако поминат целиот циклус. Со хемотерапија. Заврши, Така, да, добро. Ви благодарам за вклучувањето. Јас дневна летвасан апчиња, само тоа го пијам, ама во секој случај дали сум во ризична група дека треба да си правам некоја контрола. Така, некои превентивни испитувања. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, има ли потреба Не треба да прави периодична контрола госпоѓата, само треба да внимава дали има некаков оток, црвенило на раката, на ногата, некакви симптоми кои што нас би ни давале некаков сигнал дека се случува нешто. Спомна, еве, и гледачката превентивно, превенција. Постои ли некаква превенција да се спречи, начин да се спречи тромбозата? Секако дека да. Тоа е со контрола на факторите на ризик. Така. Што ги наброевме на Што ги почетокот на наброевме? емисијата? Со начин на живот кај пациенти со проширени вени. Тоа е физичка активност за зголемување на мускулниот перформанс. Каква физичка активност тоа е? Што се Возење прашува? точак, пешачење, Значи, за доволно и да пешачење. се спречи понатамошното ширење на вените. Ако се стигнати до степен да се они значајно проширени, тогаш пациентите земаат венотоници или во напреднати стадиум земаат еластични чорапи и тоа се практично примарни или секундарни начини на заштита од проширени вени од настанување на тромботични настани. А што е при патувањето? Еве, сега предстојат и продолжени викенди, многу луѓе патуваат и летните одмори ќе бидат тука. Некои патуваат со авион, има долги летови. Потоа долго возење и седење во автомобил или автобус. Дали тоа е ризик фактор за појава на тромбоза? Секако дека да. Пациентите кои што се склони имаат поголем ризик. Пациентите кои што не се склони немаат таков ризик, но тоа не значи дека не можат да направат тромбоза. Се препорачува кај овие пациенти да во одредени интервали станат и пропешачат, да не бидат 8 сати на столица и спрема тоа каква е нивната претходна историја, се дава лек кој што практично е профилакса, заштита од настанување на венска тромбоза. Мора ли лек да се даде? Има ли да Нека речеме некои сите. суплементи? Нека сите. Еве, кај тие кои што треба, може ли да се даде понекогаш некој суплемент кој што разредува? Суплементите природна не база. разредуваат, они релаксира мускулатурата. Ако мислите на минерали или на тие практично имаат минорни ефекти. Еве, најдов јас лук, ѓумбир, куркума, дека тоа може да ја разреди крвта. Али не акутно. А не акутно? Тоа на долги стази. Аха. А доколку е некој на терапија? Тоа не значи да се најади некој лук И пред да влезе во авион. Да патува со цело друштво, особено во авион каде што нема можност за да се отвори прозорец. Секако дека да, тоа се природни лекови кои што имаат свој ефект. Пред се антиоксидантен на долги стази. Куркумата секако има и антикоагулантни дејства, меѓутоа за да она причини таков акутен
профилактички ефект треба се земи во голема доза, што е апсолутно непрепорачливо, бидејќи тие се сепак зачини кои што може да предизвикаат други несакани ефекти во лет. Така да, да, но нивниот ефект не е толку предвидлив како што се смета дека треба да биде. А што е со пациентите што се на антикоагулантна или пак на антиагрегантна терапија? Си продолжува да ја земаат. И земаат некои од овие суплементи кои што дополнително ја разредуваат крвта. Добро, не е то толку големо значајно влијание врз... Не може да си направат некој белја? Не може да направат. Не. Затоа што дозата која што се зема во комерцијалните пакувања е предвидлива доза и таа е таа доза. Практично нема интерференција која што би довела до некое значително продолжување на ефектот на овие првите лекови. Колку често треба да прават контролни прегледи оние кои што земаат терапија по некаков тромботичен настан? Па добро, знаете, контролите одат прв месец, па 3 месеци, па 6 месеци, па после ако е стабилен 12 месеци и така натаму. Тоа се разредува во зависност пациентот дали е стабилен или нестабилен и така натаму. Ова е интервалот за пациенти кои што одат во фаза на стабилизација. Така. Наскоро ќе се одржи 4-тиот меѓународен симпозиум за тромбози и крвни садови во организација на Македонското сдружение на кардиолозите на 15 мај. На што ќе биде ставен овој пат акцентот? Јас со задоволство го најавувам, имено затоа и ја прифатив ова покана, да бидам малку нескромен, бидејќи избегнувам во последно време да излегувам по телевизија. Упорни бевме да се договоривме. Да, избегнувам. Тоа е веќе традиционален симпозиум, така, кој што учествуваат сите релевантни фактори кои што се баваат со ова проблематика. Ова проблематика е мултидисциплинарна. Меѓутоа, со гордост морам да кажам дека нашата клиника е Center of Excellence. Затоа што ние сме препознаени и во Европа и во светот како центар кој што ги лекува и крвните садови и тромбоза. Тоа говорат нашите учества во европските водичи, тоа говорат нашите публикации, нашите пациенти кои што гравитираат од секаде кон нашата клиника, но тоа е едната страна. Втората страна е што ние како тим, како здружение, од секогаш сме сакале да тоа го водиме мултидисциплинарно и годинава заедно кардиолозите, неинвазивните кардиолози со интервентните кардиолози. Јас поканив и 2 здруженија. Тоа е дерматолошкото здружение со кое што ќе имаме заедничка сесија и хематоонколошкото здружение со кое што ќе имаме сесија за тромбозите кои што се здружени со карцином и ќе имаме многу доста за што ќе разговараме. Наши гости ќе бидат двајца врвни стручњаци. Едниот доаѓа од Харвард, кој што е автор на американските водичи за пулмонална емболија, кој што малку се поразлични од европските, бидејќи американците се малку посмели во третмано. Тие се пионери, па после за година-две и ние ги. Што значи тоа посмели? Па посмели се затоа што имаат поразвиена технологија, имаат повеќе пари и така натаму. И излегоја новите американски водичи за пулмонална емболија, па еве ќе ги слушниме. Така, ќе биде интересно да се биде слуша интересно. тоа. А воедно председателот на работна група за периферна артериска болест ќе одржи предавање за диагноза на васкуларните заболувања. И заедно со колегите практично од цела Република, од цела Македонија, кои што ќе бидат постер презентери, предавачи и така натаму, ќе имаме цели 2 дена да дискутираме и да зборуваме на оваа тематика. Многу се корисни ваквите средби, овие симпозиуми, бидејќи постојано се разменуваат искуства, па и нови протоколи и нови информации поврзани со тромбозата во овој случај. Да, Динамична наука е медицината, мора постојано да се следи. Секако дека се корисни. Од ова ќе излези зборник на трудови кој што колегите
вклучително и младите колеги специјализанти со кои што се гордеам, бидејќи годинава на овој симпозиум со рекорден број учествуваат. Некаде имаме 50 пријавени трудови, кое што е практично за поздравување. Секако. Бидејќи се зголемува интересот за разбирање на проблемот и внесување на себе си во ова проблематика. Ви посакувам успешен настан, на кој што ќе бидете горд како и на претходните негови изданија. И само последното прашање во денешната Телма амбуланта: се зголемува ли бројот на пациенти со тромбоза кои што бараат помош? Се зголемува бројот, точно. Тоа е заради две работи. Тоа е заради несоодветниот начин на живот и второ заради развиената технологија, односно се повеќе ги детектираме. Порано биле непрепознаени, а сега веќе Може би затоа расте бројот, бидејќи сега Па диагностичките методи се две се причини практично. И полесната диагноза, Да. меѓу И другото. токму заради тоа нас ни е сфера на интерес сега, а се надевам и во иднина. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување во денешната Телма Ти амбуланта. благодарам и тебе, Марија. Се надевам дека ќе се видиме повторно, а ќе им се заблагодарам и на гледачите, кои што и денеска следеат Телма амбуланта со внимание. Почитувани, ви посакувам пријатен ден.